Почитувани, СДС ја туркаа државата кон сигурен банкрот. Со енормното и неконтролирано трошење, кое расипничката влада на СДС го прави, се игра со иднината на новите генерации, задолжувајќи ги со непродуктивни трошења. Буџетот на државата не е буре без дно. Ваквата расипничка политика и трошење без усул ќе има големи последици врз севкупната економија. Финансискиот систем по доаѓањето на СДС на власт е на стаклени нозе. СДС во вторник ја задолжи државата за нови 27 милиони и 600 илјади евра. Граѓаните не сакаат да враќаат долгови за Радмила Шекеринска да нарачува лешници за 5000 евра или заев да фрла десетици илјади за морски плодови. За 3 месеци владата на СДС успеа да се задолжи над 170 милиони евра и од државните резерви да стопи цели 177 милиони евра, а нема ниту еден проект што е реализиран или отпочнат со реализација. Тоа се над 350 милиони евра кои завршиле во нечии џебови. Почитувани, Република Македонија, предводена од неспособната влада на СДС и Заев, неконтролирано се задолжува. Наместо парите кои ги земаат со задолжување да ги потрошат на проекти кои ги генерираат додадена вредност, тие ги трошат на набавки на морски плодови и скапа риба, набавка на цвеќиња по министерски кабинети, набавка на апетисани и за отварање на измислени работни места за партиските послушници и шарените револуционери. Со ваквото расипничко и недомакинско управување со државата, СДС ја повлече економијата надолу. Прв пат после многу години во Република Македонија, наместо раст имаме пад на просечната плата, имаме пад на индустриското производство и тоа во месец јули за 6,9% во однос на истиот период во 2016 година. Заради Заев и хаосот што го креираат во економијата, паѓаат и странските инвестиции, а тоа значи стоп за растот на отворени нови работни места. Според податоците на Народна банка, странците одлеале рекордни 66,5 милиони евра, повеќе отколку што вложиле во земјата. СДС ќе одговара за ваквото расипничко однесување со парите на граѓаните. Поради ваквиот несериозен однос и коцкање со финансиите на државата и катастрофалното управување со економијата, СДС ќе биде жестоко поразен на престојните локални избори на 15 октомври. Ви благодарам.